Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, го разгледуваме предлог финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија за 2024 година. И не само што сме шокирани од цените на струјата, денес сме уште пошокирани од највисокиот износ на расходи од самото формирање на Регулаторната комисија за енергетика до сега. До толку сме шокирани од овој извештај, што слободно Регулаторната комисија за енергетика можеме со право да ја наречеме антиенергетска регулаторна комисија. Ни помалку, ни повеќе, за 180% е зголемено нивото на расходи или за цели 148 милиони денари од моментот кога Социјалдемократскиот сојуз си постави свој председател олицетворен во ликот и делото на Бислимовски. Само за една година, од 2023 до 2024 година, доживуваме и едва и преживуваме зголемување на расходите за 127 милиони денари или за 123%. Да видиме на што се трошело со ред. 91 милион 475 илјади денари биле потребни за дополнителен деловен простор во постојната зграда. Како Бислимовски ја проценил потребната квадратура и како ја проценил вредноста, само тој си знае, а народот би рекол не го собрало. Најверојатно мал е просторот за пиење кафе од 83 евра на ден. И додека Македонија е во длабока енергетска криза, која повлече и економска криза, наместо Регулаторната комисија за енергетика да преземе суштински мерки за избегнување на кризата, со популистички мерки, под диктат на владата, ја замајуваше јавноста. Анализирајќи го годишниот извештај и по секој основ неоправданите и незаслужени расходи, од владата која нели ќе ги намалеше расходите и непродуктивните трошоци, можам одговорно да тврдам дека токму поради неодговорното и ненавремено постапување, Регулаторната комисија ја втурна државата во вакви кризи. За да биде апсурдот уште поголем, гледаме едно штуро образложение, според кое Регулаторната комисија пристапила кон намалување на планираните количини на стоки и услуги, ама расходите биле зголемени заради зголемените пазарни цени. Дали мерките за штедење со кои владата ја замајуваше јавноста за излез од кризата важеле и за Бислимовски? Очигледно не. Токму заради тоа, сите ние со плаќањето на сметките и фактурите во 2024 година ќе платиме 148 милиони денари повеќе. Дали го заслужуваме тоа? Дефинитивно не. Одиме понатам. Ставка 1.1.3. Потрошена вода. Во 2023 година одобрен износ 47.700 денари, а план за 2024 100.000 денари или планирано зголемување од 114%. После покачувањето на цената на струјата се спрема покачување и на цената на водата. И тоа не е се, почитуван македонски народе. За 54% или за 650.000 денари се предлага да се зголеми ставката за потрошен бензин, нафта и нафтени деривати за возила и агрегати, што значи дека ќе поскапат и бензинот, и нафтата, и дериватите. Дали со овие средства ќе се финансираат трошоците за превоз на Социјалдемократскиот сојуз за време на изборите? Најверојатно. Ставка 1.3.1. Инвестиционо одржување. Регулаторната комисија за енергетика, која има собствен сектор за информатички технологии и статистики,
Регулаторната комисија за енергетика, која во изминатиот период имаше дуплирање на вработувањата и предвидува 10 нови вработувања за 2024 година, и понатаму ќе троши пари за надградба на веќе надградени системи во 2021, 2022, 2023 и ево сега и за 2024. И сега, ако земеме предвид дека прописите за архивско и канцелариско работење не се изменети од 2014 или 2018 со законот, зошто Бислимовски секоја година троши пари за надградба на деловодник? Во ставка други услуги гледаме износ од 1.200.000 денари за печатарски услуги и фотокопирање и дополнителни 400.000 денари за набавка на мултифункционални печатарски уреди. Дали Бислимовски си презел обврска со народни пари да го финансира печатењето на материјал за кампањата на Социјалдемократскиот сојуз за предстојните двојни избори? Имајќи го предвид, односно имајќи ги предвид фотографиите од штабот на Социјалдемократскиот сојуз, повеќе и од очигледно. И ќе немавме ништо против тоа, ако финансира од сопствен џеб, а не од џебот на народот. За одржување на административната зграда, која попатно е нова и е изградена пред 7 години, износот е зголемен за 150% или за 1.500.000 денари. Каков е планот? Сега ќе ви кажам. Овој износ со пренамена ќе се искористи за нешто друго, зашто Бислимовски си знае точно, затоа што му се може, бидејќи согласно правилникот за финансиско работење, Регулаторната комисија за енергетика може да ги пренамени овие средства без да бара одобрение од собранието. Тука лежи зајачето. Не сивичко, туку црничко веќе. 3.100.000 денари ќе се трошат за телекомуникации, мислиш со вонземјани ќе комуницираат подалеку од земјината топка. Издатоци за репрезентации. Бислимовски никако да се откаже од кафето. Не се откажувам и јас, ама си го плаќам од џеб. Не ми го плаќа државата. Овој пат се надминал себе си и го сокрил зборот бифе, за да не ја сватиме намерата. Врти сучи и во услови на енергетска криза, наместо да се намалат расходите од 1.350.000 денари, тие остануваат исти, што значи продолжуваме да плаќаме 83 евра за кафе на ден. Толку од божемните заложби за штедење од страна на парламентарното мнозинство. 700.000 денари повеќе ќе се троши за семинари и советувања, затоа што Регулаторната комисија никако кадровски да се доекипира со соодветен, високостручен и обучен кадар. Па така, над 10.000 евра ќе не чинат некадарните. Службени патувања и патни трошоци 71.500 евра. За едно патување се планира да се трошат 500 евра, а се планира дури 145 службени патувања. Замислете, секој втор работен ден некој некаде ќе патува. Што беа тоа онлайн обуки и состаноци? Тоа беше нешто за учениците за кои немаше учебници. Сомнителна е и ставката членарини во износ од 1.310.000 денари, но реализацијата до месец септември е само 386.621 денар, што е за нецели 10 пати помалку од предвиденото, па се отвараат прашања дали средствата и од оваа ставка со пренамена би се трошеле за нешто сосема друго, непотребно и неоправдано. Регулаторната комисија за енергетика, начело со председателот Марко Бислимовски, стана препознатлива и по тоа што е рекордер во трошоци за интелектуални и други услуги. Колку за компарација, последниот финансиски план за 2018 година од претходниот состав на Регулаторната комисија за енергетика, за оваа точка издвојуваше 600.000 денари, а сега 3.500.000 денари.
Тука се поставува едно од главните прашања, а тоа е дали има оправданост за дел од ваквите трошоци во случаи кога во мандатот на овој состав и председател на Регулаторната комисија за енергетика има дуплирање на бројот на вработени и за 2024 година, како што кажав, се планира да има 10 нови вработувања. Опцијата е една – откажување од ваквите трошоци, бидејќи ова треба да биде покриено од страна на вработените, а Регулаторната комисија за енергетика последниве неколку години со планираните 10 во 2024 година за повеќе од 3 пати го зголемува бројот на вработени. Понатаму, се поставува прашањето за какви промотивно-информативни услуги ќе се потрошат 150.000 денари, бидејќи во овој извештај одговор на ова прашање нема. Плата и надоместоци на плата, посебна приказна, зголемена за 41% или 27.385.548 денари. Новиот состав на Регулаторна комисија за енергетика за период од само 5,5 години енормно го зголеми бројот на вработени за над 100%, односно повеќе од дупло. Со новиот финансиски план, како што кажав, планирани се уште 10 нови вработувања и со тоа уште повеќе ќе се надмине овој превисок процент на нови вработувања, сето тоа знаат граѓаните во период на енергетска и економска криза. Загрижува и тоа што потребата за нови вработувања е наведена паушално, без да се наведе колку нови вработувања се планирани, кои области треба да се покријат со вработувањата, без да се оправда конкретната спецификација за кои работни места се однесува, за кој профил на кадар, за кои струки и слично. Затоа до година ќе ни требаат уште 150% повеќе средства за дообука и доекипирање. Се поставува и прашањето дали со новите вработувања ќе се вработат партиски војници со оглед на тоа што сме во предизборен период, па да се освои глас повеќе. Капитални и други средства. Ставка 4.1.1. Набавка на мебел, зголемување 125%. Во енергетска и економска криза, ова антиенергетска регулаторна комисија планира да купува мебел. До тука е дојдено. Информатичка опрема, софтвер и софтверски лиценци, зголемување од 125%. Набавка на дополнителен деловен простор, веќе говорев во претходните неколку минути. И овде ќе завршам со прашањето. Имате ли осет за финансиската немоќ на граѓаните? Со доаѓањето на оваа власт, ништо освен покачување на цените не добивме. Станавме земја со уништени енергетски капацитети, која најлошо се снајде во енергетската криза, без доволно домашно производство. Енергетските компании обстануваат преку префрлање пари директно од буџетот до нив, за после тоа во сметките да прочитаме колку владата не субвенционирала. Од чии пари? Ви благодарам.